Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Од денешните информации издвојуваме. 18 пациенти со коронавирус немаат промена на состојбата. На утрешната лидерска средба кај председателот Пендаровски, изборите најверојатно ќе бидат одложени. Семејството Стојановски на креативен начин ги почитува препораките. Во моментот се тестираат 7 нови лица на коронавирусот. Останатите 18 пациенти немаат промена на состојбата од вчера, а првата заразена пациентка кај која беше диагностицирана болеста ќе биде пуштена на домашно лекување, истакна министерот за здравство Венко Филипче на пладневната пресконференција од владата. Во последното деноноќие нема ново диагностицирани од коронавирусот во земјава, но денеска се тестираат 7 лица, од кои 3 од Дебар, 20 од Штип и 2 неинфективно во Скопје, истакна министерот за здравство Венко Филипче. Координацијата на службите лекарски е добра. Нема некаков проблем во болницата, во практично континуирана комуникација сме со лекарите и со директорот на болницата во Дебар. Предпладнево за прв пат се состана кризниот штаб на ниво на владата, на кој представници на секој од ресорите ја кажаа состојбата и објаснија како се спроведуваат мерките на терен. Тука им е советувано да строго се придржуваат кон мерките и Министерството за внатрешни работи зема обврска за чести патроли. Значи, доколку има собирање да им се укаже дека не треба тие да се разбијат и така натаму. Тој повтори дека излез од територијата на двете општини Дебар и Центар Жупа е дозволен само за луѓето на кои индицирано болничко лекување, и тоа со специјална дозвола од болницата во Дебар. На утрешната лидерска средба кај председателот на државата Стево Пендаровски, изборите најверојатно ќе бидат одложени, откако лидерите на партиите порачаа дека сега не е време за спроведување на изборниот процес, туку поради состојбата со коронавирусот тие треба да се одложат. Јас во овие моменти го одбирам без трошка колебање интересот на државата и граѓаните. И затоа, денес утрово по рассекување на лидерска средба кај председател Стево Пендаровски со точка на дневен ред разговор одлагање на предвремените парламентарни избори со цел заштита на здравјето на граѓаните. Потребно е одговорно однесување кон граѓаните и државата. Нема ниту една разумна, ниту една човечка, рационална и прагматична причина тие да не се одложат. Бидејќи за мене, а верувам и на останатите, борба за власт по цена на животот на граѓаните е неприфатлива. Наместо во организација на изборите, сега е време секој еден ресурс, и човечки, и институционален, и политички, да се стави во функција на заштита на граѓаните и борба со вирусот. Затоа, денеска, јас во името на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, чиј председател сум, повикувам да се организира лидерска средба на председателите на политичките партии, на која ќе се разговара за одложување на изборите. Во Гостивар нема заболени од корона, а 18 лица се во домашна самоизолација. Општината заедно со Врапчиште и Боговиње формираше кризен штаб за координирање на активности и мерки против COVID-19. На подрачјето на општина Гостивар нема заболени од коронавирус, а 18 лица се во домашна самоизолација. Тројца од нив со решение, а останатите со препораки. Надлежните служби информираат дека лицата се под надзор и се контролира дали ги почитуваат препораките. Сите граѓани кои што доаѓаат од странските земји поради ризик од ширење на вирусот да останат дома 14 дена, додека трае периодот на инкубација, повика градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари. Денеска добив информација од ОВР Гостивар дека има такви луѓе кои што се дојдени од Италија, Германија, Шпанија, кои што се под контрола тотално на полициските служби и институциите кои што се одговорни за нив. Може би некои од нив и се движеле овие денови, меѓутоа се предупредени да седат во нивните домови. Затоа и нашето инсистирање на сите институции, значи и локалната и централната власт, да апелираме до сите луѓе што помалку да се движат. Со тоа ќе помогнат на целокупната ситуација во нашата општина.
Општина Гостивар заедно со Врапчиште и Боговиње формираше локален кризен штаб за координирање на активности и мерки против COVID-19. Гостиварската локална самоуправа воведува и мобилен тим за помош на старите и изнемоштени лица, кои што ќе им доставува храна и лекови. Ние веќе ги имаме два броеви кои што ќе бидат активни од 15:00, тоа се 072 577 713 и вториот број 072 577 741. Овие броеви се за мобилни екипи кои што ќе се обидат да спречат секаков контакт на повозрасни луѓе над 60 години кои што не се во состојба да излезат или имаат други болести. Нашите луѓе кои што претходно ќе се придржуваат на сите препораки на сите здравствени институции, меѓутоа и меѓународни релевантни институции, ќе се во состојба да им однеснат евентуално ако треба, ако им затреба нешто. Гледката низ Гостивар преку ден и навечер е сосема различна. Откако ќе се стемни, речи си и да нема движење на луѓе низ улиците, а преку денот може да се забележи вообичаена раздвиженост, и тоа на граѓани од сите возрасти, од деца до пензионери. Дел од нив носат заштитни ракавици и маски, а дел не. Угостителските објекти главно ја почитуваат забраната за работа. Само иницијативно неколку такси компании привремено прекинаа со работа. Инаку на територијата на општина Врапчиште во домашна самоизолација досега се наоѓаат 19 лица. 7 од селото Калиште, 5 од Неготино Полошко, 5 од Сенокосе и 2 од Градец. Во текот на денот ќе бидат исконтактирани уште десетина граѓани за кои имало пријави дека допатувале од странски држави. Општина Тетово во текот на викендот започна со дезинфекција на јавните површини и институции во градот. Оттаму информираат дека ги превземаат сите потребни мерки со цел спречување на ширењето на коронавирусот. Исто така апелираат граѓаните да бидат максимално одговорни. Општина Тетово уште минатата недела одржа состанок на координативното тело на веќе формираниот кризен штаб со цел да се преземат конкретни мерки во борбата против ширењето на коронавирусот. Од општината детално ни објаснија каде извршиле дезинфекција и кои чекори ќе продолжат да ги преземаат и во периодот кој следува. Како што координативното тело на кризниот штаб кој што го формира општина Тетово за борба против коронавирусот, уште од петокот на 13 март се започна со дезинфекција на просториите на општина Тетово со биоцидната супстанција Екоцид-С. Исто така се продолжи со дезинфицирање на централната зграда, општинскиот инспекторат, секторот на локалниот економски развој, секторот за јавни и комунални дејности, просториите на јавното комунално предпријатие и територијалната противпожарна единица. Во исто време се одвиваше процесот на дератизација на подрачјето на општина Тетово, а во овие следни денови беа дезинфецирани и другите јавни места како што се паркови, игралишта за деца, зелениот пазар и други јавни површини на нивото на општина Тетово. Инаку се продолжи, како што веќе кажав, и ќе се продолжи се до постоење на оваа, така да ја наречеме, кризна ситуација со дезинфекција на улиците и со редовно миење на истите, со цел да направиме една поголема заштита и поголема превентива за заштита на здравјето на граѓаните на нивото на општина Тетово. Беа истретирани булеварот Илирија, дел од булеварот Илинден и просториите околу стамбените влезови на блок 82, улицата 107 и така натаму. Инаку општина Тетово продолжува да апелира за самоизолација на граѓаните со престој во нивните домови и се разбира со сите оние препороки кои што ги добиваме од Министерството за здравство, се со цел да го зачуваме сопственото здравје, меѓутоа и здравјето на нашите најблиски. Повторно апелираме уште еднаш до граѓаните да се придржуваат кон опасствата и одлуките на владата на Република Северна Македонија за да останат дома и да избегнуваат непотребни излегувања. Како и да е, се надеваме дека општина Тетово ќе остане заштитена, дека граѓаните ќе бидат максимално свесни и максимално ќе останат во самоизолација доколку нели има потреба и доколку имале лица кои што патувале или дошле од странство. Од општината апелира граѓаните да бидат максимално одговорни и да ги почитуваат препораките на Министерството за здравство. Доколку почувствуваат симптоми, да не одат во болница, туку да се јават на броевите од центрите за јавно здравје 075 240
464 за Тетово и 076 365 161 за Гостивар. Општина Јегуновце формира мобилен тим за помош на сите стари и изнемоштени лица, како и лица со посебни потреби од општината, со цел тие да не излегуваат од дома. Со цел повозрастните жители и лицата со посебни потреби да не излегуваат од дома за поголема заштита и превенција од коронавирус, општина Јегуновце ќе им овозможи други лица да вршат набавка на потребните производи за нив. Општина Јегуновце формира мобилен тим за помош на сите стари и изнемоштени лица и лица со посебни потреби од општината. Со цел да не се остваруваат непосредни контакти со останатите луѓе и да не се изложат на дополнителни опасност од инфицираната со коронавирусот, секој граѓанин од наведените категории кој има потреба од набавка на потребни лекарства, прехранбени производи и средства за хигиена, ќе може да телефонира и да побара помош со повик на следните телефонски броеви: 070 263795, 071 364 812 и 044 397 766. По повикот во вашиот дом доаѓа мобилниот тим од општина Јегуновце и ќе ја прими вашата нарачка со потребите неопходни средства за купување и за кратко време ќе бидете услужени. Надлежните постојано потсетуваат на препораките за заштита и превенција од ширење на COVID-19, меѓу кои и на апелот граѓаните да седат дома и да не излегуваат без некоја потреба. Согласно новонастанатата ситуација во однос на мерките од владата за превенција од вирусот COVID-19, Централниот регистар информира дека рокот за поднесување годишна сметка е продолжен. Агенцијата за вработување пак ги известува невработените лица да го одложат редовното пријавување во центрите. Согласно барањата пристигнати до Централниот регистар, меѓу кои од Комората на сметководители со кои се бара одложување на рокот за доставување годишна сметка, согласно новонастанатата ситуација и мерките од владата за заштита и превенција од вирусот COVID-19, Централниот регистар одлучи да излезе во пресрет на обврзниците за поднесување на годишна сметка и на сметководителите и да го продолжи рокот за поднесување до 24 март 2020 година. Иако 95% од обврзниците веќе ја поднеле годишната сметка, сепак Централниот регистар како сервисно ориентирана институција секогаш е подготвена да одговори на барањата на своите корисници во рамките на законските можности, велат од институцијата. Исто така од Централниот регистар апелираат при поднесување на пријави за упис на основање, промени и бришење на трговски друштва и трговци поединци во единствениот трговски регистар преку системот е-регистрација, при изборот на начин на преземање на решенијата за упис да ја одберат опцијата преземање во електронска форма, а не во хартиена форма, со цел да се редуцира физичката присутност на шалтерите во затворени простории за време траењето на мерките за заштита и превенција од вирусот. Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија исто така ги известува сите невработени лица да го одложат редовното пријавување во центрите за вработување во термините што им биле утврдени на последното редовно пријавување, се до истекот на важењето на донесените мерки за заштита од коронавирусот 24 март, а истото ќе им биде оправдано од страна на Агенцијата за вработување. По истекот на овој период, невработените лица треба да се јават во центрите за вработување со цел продолжување на нивното редовно пријавување. Во случај на продолжување на заштитните мерки од страна на владата, невработените лица ќе бидат дополнително известени. Од агенцијата напоменуваат дека граѓаните можат да ги користат електронските услуги на Агенцијата за вработување кои се достапни на порталот услуги.gov.mk. Поради актуелната состојба со коронавирусот, Сдруженијето на електронски медиуми Медиум Објектив со барање до владата за поддршка на локалните и регионалните медиуми. Сдруженијето на електронски медиуми Медиум Објектив до владата на Република Северна Македонија и до министерствата поднесе барање за субвенционирање. Во него се вели:
Ви се обраќаме заради актуелната состојба во која се наоѓа Република Северна Македонија и остатокот од светот. Заради редовна информираност и задржување на плурализмот и информираноста на граѓаните, заради континуирано известување од терен, за јавноста да има редовен пристап до информациите од актуелниот коронавирус COVID-19 и за превенција и заштита на населението и на нашата публика, сериозно да пристапите кон донесување на посебни одредби за субвенционирање на локалните и регионалните медиуми, за континуирана работа на новинарите и континуирано известување од теренот за состојбите во регионите во кои действуваат. Земајќи ја предвид одлуката и препораките на владата на Република Северна Македонија, приватниот сектор оправдано ги прекинува сите рекламни активности и опстанокот на медиумите се доведува до прашање на екзистенција и сервисирање на граѓаните на кои им служиме. Ве замолуваме во најкраток можен рок сериозно да го разгледате ова барање во интерес на граѓаните на Република Северна Македонија, да обезбедите обештетување на регионалните и локалните медиуми, за да продолжат со известување од терен и да ја запознаваат и информираат својата публика за вашите активности и превенции за заштита во овој период. Ние нашата функција за општествена одговорност ја почитуваме и се надеваме на позитивен одговор од ваша страна за овој период да го поминеме во најдобар ред, во интерес на заедниците и општеството во кое живееме. Се вели во барањето за субвенционирање на Сдруженијето на електронски медиуми, Медиум Објектив. За крај на регионалните вести погледнете како семејството Стојановски од Тетово на креативен начин го поминуваат времето во домот, додека се придржуваат на препораките на владата за превенција од ширење на коронавирусот. Тие смислија стихови токму на оваа тема. Седите си сите дома, до не пројде вирус корона, тој не бира кого ќе пикне. Сакајте се, уживајте и спите, седи дома. Оу, ти седи дома. Ти седи дома. Оу, ти седи дома. Ти седи дома. Да не фатиш корона. Тој е опасен за нас и само дома ти е спас. Седи дома, да не патиш корона. Тој е опасен за нас и само дома ни е спас. Ти седи дома. Почитувани, останете со нашата програма, следува спортскиот преглед со колегата Павле Симовски. Пријатно!